запри да свириш, дай да снимим Ева, а после ќе свириш. Верно е. Ајде. Здраво, јас сум Александар и ова е Димитар. Здраво, јас сум Димитар и ова е Александар. Александар, ја помниш ли формулата од Ајнштејн? Мислиш на А еднакво на X плюс Y плюс Z? Токму така. Каде X е она што не збунува и за кое имаме прашање, Y е она што не интересира и за кое бараме информација, а Z е предизвикот за мотивација и дејство. И кога ги знаеме X, Y и Z, неминовно е за А од формулата да кажеме дека имаме решение за успех. Добродојавте во новиот подкаст на Impact Media. Ние поставивме интересна тема, Стефче во рубриката Форум Impact има прекрасен гостин, а ние имаме и дополнителни прашања за гостинот. Енергетиката игра клучна улога во нашиот секојдневен живот, но зголемените сметки за струја стануваат сериозен товар за многу домаќинства. Во овој контекст, ние младите сме важен двигател на промени со свежи идеи и иновативни решенија за намалување на енергетските трошоци. Преку се поголемата примена на обновливите извори на енергија, подобрувањето на енергетската ефикасност и одговорно користење на ресурсите, можеме заеднички да создадеме поодржлива иднина. Нашата цел е да поттикнеме промена и да обезбедиме подобри услови за сите, а ние младите мораме да бидеме предводници во тој процес. Зелениот договор е наша визија за подобра, поодржлива и зелена иднина. Граѓанските активисти и експертите се нашите чувари на оваа визија, нашите предводници кон зелениот свет кој го мечтаеме. Со нивна ангажираност и непрекината борба можеме да создадеме општество кое го штити нашето природно богатство и осигурува благосостојба за сите негови жители. Како едни од промоторите на Зелениот договор на Европската Унија, ние се фокусираме кон доловување на информациите, многу по-пластично, по-информативно со нашите гости, да споделиме и искуствено информации, како нашето општество може да постане и да се трансформира кон зелено. Енергетиката е една од битните или клучните трансформации кои што треба да се случат како во нашиот град, така во нашата држава и во главно во Европа и светот. На таа тема денес сум среќен што ја имаме за гостин професор Снежана Софијанова, електроинженер дипломиран и професор по електростручни предмети во професор ке може да не го кажете Државно средно училиште, регионален центар за образование и обука Коле Неделковски во Велес. Ова на табла нема да го собере, училишната табла верувам целиот момент, така го знаеме Коле Неделковски училиштето. Како сте, ставате ли петки? Сепак е ова еден стручен предмет. Добро е, веќе по неколку децении образувам енергетичари и во сферава на енергетикава сме постојано. Добре. Така, битно постои кај младите, верувам дека во поново време некој поголем интерес или доколку се доловат вистинските информации, ова може да е на вистина една па и профитабилна струка која што нуди доста можности и за професионален развој на младите. Секогаш била основниот крвоток на општеството во смисол на енергијата, секогаш била на прилично висока кота, но во моментов има едно ново поле. Значи, полето на обновлива енергија е еден многу отворен простор на искористување, максимално искористување на сите природни ресурси, со цел на подигање на енергетскиот потенцијал, а понатаму и на економскиот потенцијал на една земја и сите
политики кои што се и во рамките на светот во овие области се насочени токму кон тоа. Така, имав низа прашања, но се договоривме, може ли првен да ја разгледаме каква е состојбата кај нас во поглед на енергетскиот капацитет на државата, на градот, може ли тие стручни информации? Може секако. Значи, енергетските политики зависат од државните политики, ама зависат и од пошироките политики на регионите и да не кажам кај што припаѓаме на Европа. Бидејќи ние енергетски земено сме дел на еден концепт. Значи, енергетски концепт кој што потпаѓа под делот на инфраструктурен концепт, ама понатаму и кон економски концепт. И тоа ми се чини дека премалку се спомнувајќи други политички влијанија или слично, али енергетските концепти се основните двигатели на целиот економски раст. Од таму земено, ние имаме политики кои што сериозно се променија, не само кај нас. Сметам дека пред се тие влијанија на глобалниот интерес на намалување на емисијата на стакленичките гасови, протоколот од Кјото и понатаму, концептите на Зелениот договор на Европската Унија и агендата што е за Западен Балкан, допринесоа да нештата се движат во еден сериозен курс на подобрување на условите, поврзано токму со тоа, тука ќе пресечам само на делот на енергетскиот сектор, значи и производството на електрична енергија и емисијата на штетни гасови, кои што продуцирани се од согорувањето на фосилните горива, чиј интензитет во областа на енергетиката е многу изразен. Што се однесува до Македонија, еве македонската влада направи инвестициски план за забрзана транзиција од јаглен во Република Македонија, каде што сега и многу и се зборува за тоа дека треба да се некако јагленот надмине и да веќе од 2030 година не го користиме тоа фосилно гориво со цел да ги запазиме оние теркови на моделирање, да речеме, и да влијаеме на некој начин на целокупната клима на земјината топка, бидејќи во фреквенцијата на метеоролошките податоци се приметува загревање на планетата, фреквенцијата на топли денови и климатските промени за кои што сме свесни. Мерењето и метеоролошките резултати покажуваат дека имаме број на денови со зголемени температури токму на овие подрачја кои што се јавуваат со многу поголема фреквенција од колку што се појавувале пред 50 години или слично, кога и големината на овие капацитети за производство на електрична енергија на овие простори биле многу помали. А што се однесува до Македонија, како да го кажам, делот на обновливата енергија на некоја поголема врата влегува некаде во периодот меѓу 2007 и 2010 година. Да го кажам, тоа поврзано со Вардарскиот регион. Значи, Вардарскиот регион беше меѓу, можам да кажам, и првите региони во Македонија кои што влегоа во тој концепт. Значи, направија студија со темелна обработка на податоци од терен за можностите на производство на електрична енергија од различни ресурси во делот на обновливата енергија. Тука беше пред се сончевата енергија со која што изобилуваме, потоа искористувањето на биомасата, искористување на водените ресурси и искористувањето на ветрот. После таа студија која што имавме чест да ја работи... Кога веќе ги споменавте, само една дигресија, колку е процентот, дали знаеме, дали имате статистика, колку е од хидропотенцијал, колку од биомаса? Јас баш ќе ви го кажам тоа, постојано ги следам тие извештаи на ниво на Македонија и стално го отворам тој извештај кој што е на МЕПСО, еве за 14 март, примерно, нашите потреби со се загуби биле околу 16.941 мегават час, значи на дневно ниво, од кои што во категорија на обновливи извори во кои што влегуваат и сите хидроцентрали, вклучително и поголемите кои што имаат инсталирана моќност над 10 мегавати, произвеле 2440 мегават часи, ветерните електрани кои што се во категорија на обновливи извори произвеле 1035 мегават часи, фотоволтаичните централи со оглед на тоа дека се наоѓаме во месец март, кај што немаме поголема, повисока инсолација и денот се уште не е толку долг, имаме 518 мегават часи и гасната централа, која што е сериозен извор на базното производство, 4700 и термоелектраните произвеле 5037 мегават часи. Значи, кога го гледаме вкупниот биланс на производство во Македонија, со се загубите зборувам, ние имаме 13.740 кои што се произведени мегават часи дневно на национално ниво од нашите ресурси
И разликата до 16.900 се разбира дека доаѓа од увоз. А сега, дали овој процент што го споменавте, односно бројка во поглед на термоцентралите или користењето на јаглен, верувате ли дека во некое брзо време би можеле да го замениме со обновливи извори на енергија? Видете, многу е различен карактерот на енергијата која што се произведува. Значи, ние без базно производство се навистина сме изгубени. Ние во таков случај би дошле до 80% зависност на енергија од увоз, што секако во политиката на енергетската политика на една земја не би било добро. Но што се однесува до концептот на замена, ние мораме нешто да правиме, бидејќи ние имаме термоелектрани чија што старост на опремата веќе е над 40 години. Па гледам и пред некој време беше нели целиот комплекс на РЕГ. Да. Кога ќе се исклучи, јас добивам паника. Значи, јас искрено, кога размислувам, знам колку тоа може да ја чини нашата земја на дневно ниво. И што се однесува до замената, значи таа замена мора да се случува тековно, како што беше гасната централа, која можеме да споредиме дека, да речеме, на 14 март, речиси блиску до производството на сите термоелектрани била. Што значи преоѓањето на газ во суштина ја намалува емисијата на стакленичките гасови. Јас лично оценам дека тука некаде треба да се движиме. Преку гасификацијата да можеме да го одржиме базното производство, а без тоа не можеме. Обновливите извори се само процент кој што ќе надополнува. Можеби ќе стасаме некаде до блиску како сега, да речеме некој однос пата, значи до 50%, но нивната еластичност во однос на тоа има-нема колку може да допринесе, е далеку од она што значи база, значи што може да се одржува во 24 часа, константно и да го поддржува целиот систем, од индустрија, домаќинства и се друго. Јасно. А колкав е моментот на хидропотенцијалот кај нас, бидејќи многу пати оние акумулации што се вештачките знаат да бидат и пресушени или со мало ниво на вода, зависно од врнежите, нели, што е во зимниот период? Ние таа енергија е навистина како енергија во акумулатор. Тоа е навистина една енергија која што има многу висока цена. Во смисол на тоа дека кога пазарот диктира потреби, диктира и многу висока цена на енергијата. А кога ние го имаме тоа како залиха, ние можеме да го стартуваме и да го користиме. Но мораме да правиме разлика меѓу хидроелектрани кои што имаат, не се во категорија на мали хидроелектрани и не се во категорија на електрани кои што се во државна собственост, односно се во капата на државата, затоа што сите останати електрани кои што се во категорија на хидроелектрани, па тука ги спомнувам и едната ветерна централа што имаме и фотоволтаичните централи, имаат слободен простор да излегуваат од концептот на контрола на државата, што значи дека ние, ако во 2010 година почнавме со договори, кај што беше гарантиран откупот на енергијата, произведена од овие централи, кои што се обновливи извори на енергија, по гарантирана цена, ние веќе дојдовме на крај на 2021, веќе 22 година, дефинитивно со повисоката цена на енергијата, овие цени веќе беа неисплатливи. Особено карактеристично е дека цената, да речеме, на ветроенергијата е најевтина, но цената произведена на киловат час од биогаз е повисока. И они никако не им се исплатеше да останат во гарантирана цена од државата, автоматски бенефитот на граѓаните и бенефитот на индустријата беше ограничен. Така да во однос на договорите, иако не им беа истечени, тие мигрираа. Едноставно се откажаа од тие договори и влегува на слободен пазар. А кога тој потенцијал ви влегува на слободен пазар, веќе влегуваме на берзанско ниво. Значи на ниво на берза, која што за овој простор е берза во Унгарија, која што е формирана во 2009 година и од која што сите дневно зависиме. Значи, тоа ми беше да се вратиме на поентата што се случува на енергетскиот сектор во Македонија. Значи, на крупни работи се случуваат, бидејќи бродот е голем, ама курсот се менува, зависно од политиките околу. Јасно, затоа што јас имаме повеќе од 280 сончеви денови. Ја гледам дека потенцијалот на енергијата во Македонија навистина може да биде дури во рацете на граѓаните и логично да се намалат сметките за струја. Така, и тоа е целта на таа праведна транзиција на Европската Унија или оној зелен договор што го споменуваме, но едноставно како повторно таа транзиција пред неколку години имавме обид
преку мали хидроцентрали да се замени со како обновлив извор на енергија, но се испостави дека тие повеќе наштетија на биодиверзитетот или пресушување на одредени реки, па се премина кон ветерници, па таму ветерниците знам дека постои опасност за птиците, па сега дојдовме нели до сончевите панели, односно фотоволтаиците, да ги користиме се повеќе, но согледувам, не знам кога ќе се сложите, дека повторно оној монопол што беше државниот за струја што за производство, сега оди некако во раце на одредени моќници само, а граѓаните повторно ќе останат со скапи сметки за струја, а имаме можности тоа да биде навистина еден благодет за сите граѓани. Енергетската свеста за тоа дека некој сам може да произведе електрична енергија, како и технолошкиот напредок, па и достапноста на тие ресурси, стана актуелна после 2010 година, дефинитивно, и законската регулатива кај нас. Иако стана достапно законски, технички гледано, сите малку имаа неверица во тоа, нели колку, како, дали ќе се исплати, некако технологијата беше се уште многу скапа. И потоа почнаа некои пионерски обиди на луѓе кои што веруваа во времето кое што доаѓа и почнаа да инвестираат во мали фотоволтаични централи. Пред се тоа беа стопанственици кои што имаа одредени финансиски средства и кои што можеа да моделираат мали централи, кои што не ги внесоа во систем, него едноставно правеа острво систем за своји потреби. Сега, во однос на бројот на централи, замислете како се подигаше свеста во делот на користењето на обновливата енергија. Можеме да кажеме дека во 2015 во регулаторна комисија се регистрирани 40 нови централи, а замислете во 2022 имаме 267 нови централи. Значи тоа е 5 пати повеќе од колку што имаме во 2015. Ама тие се веќе регистрирани централи, значи чија што моќност може да оди во мрежа. А што се однесува до намалување на сметките, нели она што секој го креира како политика, собствена политика во однос на фирма, па сите се зафатија со себе проценка на тоа која потрошувачка, во кое време, во кој профит се остварува, во анализа на собственото производство, инпутот енергија веќе стана многу актуелен момент и оттаму веќе сватија дека одреден дел од потрошувачката можат да ја произведуваат сами, посебно на оние потрошувачи кај кои што имате константна потрошувачка, едноставно кога е активен просторот и актуелно стана, тоа го гледаме, нели, да се искористуваат покривните конструкции од големи хали, производствени капацитети, паркинг простори со настрешници, значи се што можеше. Но имаме еден друг аспект во искористување на плодно земјиште, иако мали општини... Што не смее да се дозволи. Да, што не смее да се дозволи, мали општини даваат локации на такви инсталации, да ги наречем. За фотоволтаиците можем да кажем дека се може да мигрираат. Значи не е проблем и да се постави, да се крене и да се однесе на друго место. Значи, реално земено може за одреден период, ама целосна девастација на земјоделско земјиште не може да настане. Посебно земјиште од категорија плодно. А што се однесува до водените потенцијали, ние имавме тие ресурси, секогаш сме ги имале за мали хидроелектрани, значи нормално Македонија има релјеф, има гравитациона сила и нормално таа може да се користи. Но кога бело тоа некој во Југославија, примерно, тоа само се мереле тие протоци и се собирале како параметри, што било многу важно како метеоролошки податок. Ние сега тие фактички мерења како благодет ги користиме за тоа што ние веќе имаме преку 113 примерно мали хидроелектрани кои што се изградени на тие водозафати кои што се направени на одредени надморски височини при што каскадно се поставуваат по 2-3 централи. Сега во однос на живиот свет, нели, природата, имаше и има екологистите посебно нагласуваат, ние имаме допрена природа во тој дел на тие надморски височини кај што се наоѓаат тие водени ресурси, а знаете за да се изгради еден објект првен треба да се направи пристапен пат. Има рачистување на шумата и сечење на дрвја кои не се на пример за сечење, а што се однесува до живиот свет во реките, нели има биолошки минимум кој што е дозволен и зафатот не смее да го земе целото количество на вода. Иако на тој пристап има доста писмен пристап, значи да кажам се употребува наука, сепак се случува, значи јас сум била сведок на такво нешто, да ти е жално во рекичката веќе нема водичка.
а сепак централата има некое производство. И тоа е тоа. Во однос на искористување на енергија на ветрот и влијанието на птиците, она што ми го рековте, да, се сложувам, значи кога се бираат тие локации, нели најбитна е ветровата ружа. Тие мерења децениски одат и тие податоци воопшто не се наивни. Но исто така треба да бидат тимски одлуките, затоа што ако ние не сме биолози, биолозите или луѓето кои што се занимаваат со живиот свет, сигурно знаат одредени станишта на птиците, коридори на движење, како што имаме воздушни коридори за транспорт, нели, кои што се обележани на далеководите, па често пати ќе ме прашаат зошто овој далековод е црвено-бело, а зошто другите не се. Значи тоа е бележено. Исто така можеби тие зони се исто така битни. Можеби тимските одлуки ќе не спасат од лоши одлуки, поврзано со искористување на енергија на ветрот. Нагласувам дека е прилично ефтин произведен киловат-час од овој тип на ресурс, а ние го имаме реално. Да. Инспиративни се доста вашите одговори, нормално како експерт од областа. Предлагам да одиме со еден мал джингл, да ги слушнеме сега и прашањата од младите и ваши ученици, така драго ќе ми е што сега вие сте од оваа страна, каде што ќе одговарате на прашањата на учениците, но секогаш имате интересни прашања. Одиме со Отворено друштво. Добар ден, професорке. Во рубриката Отворено друштво и ние како пар имаме неколку прашања што сакаме да ви ги поставиме. Моето прашање ќе биде како едно од најактуелните прашања во енергетиката, како да ги намалиме сметките за струја. Да, сметките за струја представуваат еден важен момент и во зимниот и во летниот период, поради промена на стилот на животот, па и климатските промени за кои што зборувавме. Како да ги намалиме сметките за струја? Ние имаме 24-часовен модел, на два блока поделено, ефтина и скапа струја што ги нарекуваме, значи висока тарифа и ниска тарифа, во сооднос на часове 11-13. Значи, таа што е за нас попримамливата тарифа, ефтината тарифа, имаме вкупно 11 часа и 13 часа имаме скапата тарифа. Другото прашање е времето во кое тарифата ни се нуди. Ние сите сме свесни дека се ноќните часови, тие што ни се нудат. Причината е јасна. Енергетиката има многу помал товар во текот на ноќните часови поради биоритамот на човекот. Ама тоа што јас можам да забележам, значи од аспект на мојата струка, е воведување на енергетска мода. Значи, енергетската мода кажа дека инверторите, односно актуелните клима уреди кои што ги има по неколку веќе во секое домаќинство, представуваат најекономичен начин на грејење. За да може да задржите константно оптоварување, кое што би можело електричната енергија да ја претвори во топлинска, единствен модел ви е акумулирање на таа енергија. Значи, ние имавме во негде 70-тите, па и 80-тите години од минатиот век, скоро кога почетоците на загревање со електрична енергија беа воведени, акумулациони печки, термоакумулациони печки. Тие работеа исклучиво со акумулација во текот на ноќта и евентуално кај што имаше поголеми топлински загуби во просторот, ги полнеа и во текот на денот во тие блокови. Истата шема беше 11 со 13 часа. И при тоа беше единствен модел на грејење. Сега, искуствата покажуваат дека, пример, од последната сметка ви го кажувам, едно четворочлено домаќинство, кое што има месечна потрошувачка од 900 киловати, кое што грее простор некаде од нецели 30 метри квадратни на добро изолирана состојба, негде околу 150, нецели 160 киловати ги има во скапата тарифа. Другото, сето, го има во ефтината тарифа. Применува средство термоакумулационо. Секакви дискусии слушам и гледам нормално, ме интересира, некогаш и некои пресметки од самиот уред, но мислам дека најдобри резултати дава кога ќе го видите на мерно место. Така да, ние ако сакаме да ги намалиме сметките за струја, да резимираме, прво нешто треба да имаме поведение во однос на користењето на ефтиниот блок. Што значи дека големите термички потрошувачи, како што се бойлерот, примерно, кај што нема систем на топла вода, велиме, на кров поставен сончев систем, значи, обавезно мораме да го вклучуваме во време на ефтиниот блок.
Подготвувањето на храна, тоа баш и не можеме да го темпираме, поради темпото на животот и начинот луѓето са бајле одат попладне се дома, али греењето, начинот како го моделираме греењето на ваков начин, тие киловати кои што треба да завршат во првиот, односно во вториот блок, значи над 210 киловати, веќе да влеземе во повисока цена, реално се што е надвор од ефтината струја за нас е повисока цена. И сметката нормално ќе расте. Тоа е во делот на стратешката поставеност. Друго, во однос на градбата, кога решаваме, да речеме индивидуална куќа, па решаваме каде ќе биде бойлерот, каде ќе биде поставен, многу луѓе тргнуваат од практичноста на искористеност на интериерот, нели, поставеноста на елементите во купатилото, ама јас би рекла дека треба да се пази многу каде е поставен бойлерот. Значи, тој мора да биде на зид каде што не е северна страна, со цел енергијата во него, кога ќе се задржи, да биде подолго време. Друго, оној топол мост што се гради према кујната, ние сега имаме услови разноразни, имаме проточни бойлерчиња, односно чешми, кои што се монтираат и топлата вода ја создаваат во моментот кога немаме потреба. Но тој не бира час. Значи, тој работи и на ефтина и на скапа, што значи повеќе на скапа во 13 часа отколку во 11 часа. Што значи дека ако направиме топла врска меѓу кујната и меѓу купатилото и снабдиме со поголем бойлер, ние автоматски би имале пониска цена на електричната енергија, бидејќи главното, трошокот е во однос на топлата вода. Ја користиме за се. Значи, апсолутно ја користиме за се. Целата хигиена на домот почива на тоа. А што се однесува до користење, да речеме, на машина за садови или машина за перење, тогаш дефинитивно може да се стави во блокови, кај кој што има ефтина струја, под услов нели да има кој дома да ја пушти. Или барем навечер после 10 да се искористи. Само не препорачувам да се остават електричните уреди да работат во текот на ноќта кога ние спиеме. Значи, што се завршува додека сме будни. Но сметката за струја, во колку се пази на блоковите, дефинитивно ќе биде многу пониска. Тоа ми беше одговорот во техники на намалување на сметката за струја. Благодарам. Професорке, кога сме веќе кај електричните уреди, дали би можеле да ни објасните што подразбираме под правилно користење на истите? Прво, можеме да кажеме вака. Ајде да речеме за град Велес. Ние се наоѓаме во доста поволен реон по основ на водоснабдувањето. Значи, ние имаме снабдување од хидросистемот Лисиче и нашата вода не е бигорлива. Ние имаме места низ Македонија, еве Скопје како најголем град, можам да го земам како пример, кои што има таква бигорлива вода, односно таква калцификација, која што се нафаќа на греачите. А греачите ги имате секаде. Од бокалот во кој што топлите вода за чајче, до греачот кој што го имате во пералната машина, машината за садови, бойлерот. Автоматски ја зголемувате потрошувачката на електрична енергија во колку не го чистите бигорот од таквите уреди. Кај нас во општината, можам да кажам само оние кои што се на природни бунари, извори, да речеме имаме тука надвор од градот, кај што не е покриено со регуларно со водоводот, тие луѓе верувам дека имаат проблеми со зголемена потрошувачка на електрична енергија, која што се фактички троши само како резултат на резистенцијата на топлинската размена меѓу греачот и водата, која што се должи на нафатениот бигор. И треба многу почесто одржување. Тоа е еден многу силен аспект во смисол на намалување и правилно користење на уредите и намалување на потрошувачката. И има тука низ нам помали трикови, да кажеме, оптимално полнење на машината за перење. Не премногу, не премалце, али кога бројот на циклуси е помал, нормално и потрошувачката е помала. А за среќа имаме во моментов паметни уреди. Скоро секоја машина за перење од новата генерација има мало пеелце кое што управува. Така да во тој домен имаме многу поголема економичност на уредите, бидејќи циклусите можат да се бираат и да траат пократко. А другата работа исто така со фрижидерите. Ние во моментов имаме, мислам, голем процент на фрижидери кои потекнуваат од технологии на 70-тите, 80-тите години и раните 2000-те години. Но имаме и нови технологии кои што имаат многу помала количина на мраз, во смисол на фаќање на мраз во моментот на разладување во самиот простор на комората. Колку е количината на мраз нафатена во фрижидерот помала, потрошувачката на електрична енергија е помала. Така да периодичното чистење на фрижидерите и оноа традиционално нели ќе се дојаде зимницата, па ајде фрижидерот за длабоко се чисти па пред сезоната повторно и така, може да биде и поначесто.
од причина што имаме заштеда на електрична енергија. И друго, она што мислам дека се дел на некои традиции и стереотипи, во момент на преголемо индустријско производство на храна, па и чување во големи ладилници, кое е далеку поекономично, нашите луѓе се навикнати како хрчаци да собираат храна, односно купуваат продукти земјоделски, ги замрзнуваат за да им се најдат во текот на зимата, иако им во супермаркет може да го купат, и нека си направи секој една рачуница колку му е потрошувачката на електрична енергија на такви уреди, ќе свати дека секоја сметка може да биде помала дури до 500 денара, ако месечно не ги држи тие замрзнати работи во еден ладилник од 250 литра, има секакви по домовите. Така да имаме механизми на намалување. Во делот на осветлувањето дефинитивно се опаметивме, бидејќи нели од 2010 година веќе нема производство на обичните светилки со вжарено влакно, одиме се на LED верзија и тука потрошувачката е символична. Значи преидовме на флуоресцентки, од флуоресцентки дојдовме на LED светилки, така да символична потрошувачка, која што знаеше доста да оптерети, со оглед на тоа дека кај нас се уалијага 9 ламби. Така сме навикнати, нели? Така. Ви благодариме на исцрпните одговори. Супер е да се слушнат ете прашањата и од ваши ученици и Да, од да, младите да, што да, ни се да, во проектот. Кога веќе ги спомнавме оние по-допирни точки во поглед на електричните уреди, правилно е она што се вели да се исклучи апаратот од полнач, односно од приклучок кон струја, дали е правилно исто климата што работи да се остави цела ног да работи? Колку се тие точни информации во поглед на намалување на сметките? Во однос на клима уредите го кажав јас мојот став. Така? Воопшто, нели, под намалена температура, нели, одржливоста на температурата е многу важна и мислам дека во текот на ноќниот период сигурно намалувањето на температурата значи и намалување на Колку е разликата меѓу потрошувачката. првиот час на клима кога работи и Сигурно, континуитетот? јас во проценти не можам да ви искажам, ама ако сосема ја исклучиме, иако што велиме ние зидовите истинат, кога треба да покрене, нема да биде тој комфор. А за да можеме да го одржиме и условно животниот комфор или работниот ангажман на климата би требало да биде во смисол режим дење-ноќе, во смисол на температурниот режим. Значи, примерно да се спушти 5 степена, ако работи на 24, примерно да дојде до 19, ама да работи во текот на ноќта. А со цел да утрото кога ќе стартувате го имате комплетно комфорот на присутност, значи. Тоа е таков уред. А он не бира. Значи, и во текот на ноќта сепак е на ефтината струја што велиме во другиот блок е. Тоа средство е, тоа е масовно средство во моментов за загревање. Јас не сум машински инженер, значи јас сум електроинженер. Мене киловат часот ми е многу питен киловат часот и можам да кажам дека се што е искористиво само во режимот на ефтиниот блок е за мене топ левел. Се друго е веќе трошок. Јасно. Веќе трошок. Се интересираат Поголем. ли новите генерации учениците за овие моменти да ги слушнат од вас како експерт? Многу, многу. Ние имаме во програмата на образование, например, тарифен модел на Република Македонија, решаваме во форма на задачи и секоја генерација кога доаѓаме, а таму, нели, тарифите стално се менуваат, има некои нови моменти, секогаш имаме некоја нова сметка во раце, али кога го работиме тоа, интересот е многу голем. И го работам тоа на начин да може да се пренесе и во семејство. Значи, конечен резултат. Како да се менаџира со ситуацијата, како да се пази, да речеме, многу често давам совети каде што се здружени семејства, да речеме, и стари и млади, нели, на прв спрат дедо, баба, па младите и така, и се на едно броило, да речеме, 32 ампера имаат максимална струја што може да повлечат. И тука сега во овие блокови режими на грејење веќе преоѓаат во поголема бројка на киловат часи и влегуваат во скапи режими на енергија во оној дел 13 часа, што велам, кај што да е скапиот режим. И тука давам совети во смисол да се одвои мерењето, не нов приклучок, него само одвоено мерење да се направи, така да на двете броила веќе добиваат активна можност да го користат многу пообемно, да речем. Во првиот блок имаат околу 400 киловат и веќе може да се лоцира секоја мала заедница во тоа. А да не биде на калабалак, нели, кај што е потрошувачката многу поголема. Значи има малку некои прилагодувања кои може да се направат, но пред се и основно на она што кажа вниманието
по основ на тоа кога, како се менаџираме со времето. Некогаш имаме така по некој скеч на телевизија, нели, некоја смешка, баш е актуелен моментот дека во неделата ни се многу активности поврзани со домот, од причина што во недела имаме ефтина струја. Точно така. Например, ова што се случува како трансформација во поглед на законодавство, во поглед на електрична практика во државата, во градот, знаат ли политичарите да бараат совети корисни од експертите? Понекогаш имаме, нели, Ве еден... контактирале. Вие бевте вклучени или сте вклучени во некои експертизи? Да, во некои експертизи, да, поврзани само никогаш во некој директен контакт во однос на политика или такво нешто, не, него во однос на реализација. Не, кога креираат некои политики, логични решенија, дали знаат да бараат знаење? Да, кога пристапуваат обавезно. Значи, кога пристапуваат кон некои одлуки, обавезно се прави снимање на ситуацијата. И тука апсолутно експертско знаење, значи да се врши процена која е потрошувачката, колку киловат часи, која опција да се избере, да се понудат 2-3 решенија, па да се оди да се бара нешто. Али не знам како обично се тоа консултации кои што се поврзани со некои можности што се нудат. Значи они ги сондираат можностите, да речеме на некоја општина, кои можности се во однос на кредит или во однос на некаков грант, а поврзано со полето, тогаш да, се ангажира стручно лице, се прави таа анализа и тек после тоа се пристапува кон реализацијата. Не верувам дека јас имам соработувано и со помали општини, и со поголеми општини, никој тоа не го прави на памет. Значи, секој бара стручно мислење, проценка и одговорност од настапот. Да. Значи, колку и да им се чини на граѓаните дека тоа така може да оди само како одлука, не е само како одлука, него е баш она пресметана одлука. Така. Училиштата во Велес и некои институции на крововите инсталираа фотоволтаици. Да. Кој е резултатот? Дали имате информација од... Па јас тој во однос момент? на моето училиште, значи неколку пати сум правила биланси, тие анализи обично ги правам кога ќе заврши една календарска година, па има малку поголем и ментален простор за време на распустот, седнувам и правам еден диаграм комплетен, што ни се случува, каде, колку. Ние имаме броила кои што се на различни тарифни модели и нели дојдовме во една ситуација да имаме енормно високи сметки поради покачувањата на електричната енергија и цената на киловат часот. А сега овој модел кој што го имаме на наша собствена централа, ние имавме и мали пионерски обиди, инсталиравме првен 5 киловати, ама сега веќе имаме 20 киловати инсталирана снага. Секако. Значи, Сите училишта се 20 или се некои единичните елементи се 20. Не смеевме да преминеме на таа Така. бројка, затоа што има законско ограничување. Или сега до 40, мислам. Да, ама ние имаме 20. Значи, супер е. Супер е тоа производство, ние имаме константни потрошувачи, да кажеме тие не се големи, али имаме константни потрошувачи и таа потрошувачка е наша веќе. Значи, тоа е фактички А што е со огромен... вишокот што се произведува струја? Не, значи се превзема толку колку што треба. Значи ние не сме комерцијална програма. Мала инсталација имаме која е автономна, а во смисол на акумулираме дел од енергијата па ја користиме по потреба, ама тоа е многу символично, ви кажав, имаме мала некоја инсталација, проектна инсталација, помал проект, а ова веќе е службено инсталација која што сите училишта ја добија во повеќе општини, во Кавадарци, Кајнас и во други градови. И е супер решение. Значи немам зборови, значи супер решение и е добробит. Добробит. Практика која што треба да се примени можеби во скоро сите институции. Апсолутно во сите институции, секој што може, особено за тоа што има поголеми кровни површини и добро средени површини кои можат да бидат искористени. Нормално, треба само се обезбедат финанси. Иначе повратна инвестиција, повратна. Еве, да тргнеме денеска цената на енергијата, електрична енергија, имаме за 24 часа, негде имаме, ноќеска беше под 100 евра мегават час, али денеска во пикови на денот е преку 165 евра мегават час. Што значи тоа е на берза, колку е конечно. Значи... Да, ни останува значи посветено си да бараме што побрзо и акумулирање на енергијата, можеби кога... Па овој систем јас не го спомнав, значи кога зборувавме некои стратешки програми, ова сега чебрен што се спомнува нели многу често. Некои политичари велат бомбона бизнис, можеби не случајно. Тоа е фактички нашиот акумулатор. Ние имаме фотоволтаици кои што ги направивме, споменавме бројка колку има производство. И проблемот е тоа што е вишок,
каде да се складира. Пумпно-акумулационите постројки се измислена верзија. Се што е вишок на енергија, ќе се испумпа во горна кота на езеро, а кога има потреба се пушта во долна кота на езеро. Значи, тој систем што го имавме 80-тите години за Овино езеро Перучец, на Дрина, што се изработи, Тара и Дрина, значи како се поврзаа. Тоа беше многу убав тампон модел, кој што задоволуваше вишкови на енергија во тогашниот систем на Југославија. Првата визија за овие електрани воопшто не била во оваа насока, само сега овие простори што се отвараат со примена на ваков модел на производство ни отвара уште поголема можност за примена. Значи, тоа е поентата во тоа дека ние би станале по економски појаки, да кажеме, на некој начин, и би ставенале по стабилни енергетски, посебно ако тој ресурс остане под капа на државата, бидејќи државата дефинитивно за мене е многу важен фактор во заштита на граѓаните и на целата индустрија општо. Така. Имам уште многу прашања на оваа тема, но нека останат ети за некој нареден подкаст и наше видување повторно. За крај би сакала прашање, вие бевте вклучени во експертски тимови и со Вардарскиот плански регион, знам дека и на студиски посети во Украина. Регионално како стојате ве работите на полето на енергетиката, кои предничат може би држави? Јас можам да кажам дека за нашиот регион првен сум многу среќна дека тоа сето што се испланира некаде почна да се планира во 2010 година, 11-12 година, значи тоа сето е реализирано, односно оди во насока не на ги пробива процентите на предвидување. Значи тоа ми е радосна, значи чувствувам радост поради тоа. Она што сметам дека можеме да одиме, тоа е пред се ние како општина, јас како замислувам, гледам дека нема таков концепт, а го гледам во Европа, дека постои. Собствени фотоволтаични централи, да речеме, или ветерни централи во собственост на општината. Оној дел од потрошувачката, да речеме, имаме околу 3000 светилки кои ни се во општина Велес, зборувам не само за град Велес, него и пошироко. Таа енергија која што ја плаќаме нормално на снабдувачот, можеме на некој начин така да ја вртиме, да ја произведеме, да, за наши потреби. А во моментот, да речеме, кога тоа сме почнале да го размислуваме, може би 2007 биле некаде почетоците, во промена на светилките на поекономична верзија или тие што сме ги добиле кредити и сме направиле нешто, нели? Сега ова може да биде и нова етапа од нашиот развој. Локално гледам за град Велес, ама тоа може и практика да биде и на повеќе општини, каде што буџетот на општините може да се зајакне, во смисол на тоа тие пари едноставно да завршуваат во општинската каса и да се подобри квалитетот на животот во инфраструктура, во квалитет на живот на граѓаните, нешто што понапред не било можно. Од многу аспекти не било можно, не само како размислување, него едноставно и како технологија, пробив на технологија немало толку голема достапност, не можело да биде дел на некоја визија. Ова се стварно моменти што се случуваат во последните 2-13 години. Со мои пријатели од организацијата из Грејсонце или нашата фондација учествуваше и во формирањето на првата енергетска задруга, што ја предводеше организацијата из Грејсонце од Скопје. Тоа е исто еден добар модел кој што ќе овозможи, може би, доколку се дозволи во државата политика, енергијата да биде во рацете на граѓаните, или да видиме на што повеќе кровови и сончеви панели. Нас не е тоа фокусот, едноставно како модел е навистина интересно, кое што верувам дека ќе се овозможи да се случува кај нас. Па да, билансот на вкупната потрошувачка ќе падне, затоа што ако има поголем извесен процент на собствено производство, нормално нема да се накачи на мрежа, него ќе биде од собствениот ресурс. Тоа сигурно, и тоа ќе заврши во корист на тој што го произведува, нели? Тоа е прв момент. Нормално со тоа автоматски се намалува процентот на увезена енергија веќе кога имаме потреба, ама јас го спомнав, не знам колку бев јасна во тој дел, се ослободува делот на приватните инвестиции во рамките на централите, и оваа бројка што ја спомнав на централи кои што се регистрирани преку 200 во 2022, тоа затоа што се вклучуваат на слободен пазар. Значи, продажбата на енергијата оди преку снабдувачи, а таму цената е пазарна. А тоа значи дека она што го кажав како берзанска цена, веќе станува цена на бизнисот со струја. Значи, он продава, произведува тука, ама продава по берзанска цена.
Тука не го гледам баш бенефитот на Нешто што треба поединецот се или сето тоа. менува Нормално како тоа се генерална веќе политика. политики на државата и сето тоа. Имат право и луѓето што инвестираат, нели, да имаат поврат на своите инвестиции, бидејќи тоа се доста скапи кредити и не се многу долгорочни и така. Ама во секој случај најважниот дел е колкави капацитети ќе останат во контрола на државата. Тоа е тој дел кој што ќе ги заштити граѓаните и индустријата. И тој дел на процентуално учество на државата во било кој од стратешките инвестиции за мене е важен момент. И инвестирањето во инфраструктурата на преносот и дистрибуцијата на енергијата, за кој што не спомнав ништо, а ми тежи како прашање премногу, тој дел пребитен во делот на самиот материјален ресурс и уште побитниот момент, човечкиот ресурс. Бидејќи колкава старост има опремата за пренос и дистрибуција, толкава старост има и кадарот кој што работи таму. А некако одејќи по тие постројки низ Македонија, млади лица не видјавам. И тоа ми е така секој пат еден моментум на една болка, која што ја носам меѓу своите ученици и им кажувам дека толку важни точки во енергетиката се непокриени и само ги чекаат нив со својот ентузијазам да се прифатат кон одговорните модели на диспечери, односно управувачи со тие постројки, бидејќи генерацијата која што ги обслужуваше веќе си оди. Ништо без енергетика. Јас верувам кога би имале професори како вас кои што е вака исцрпно, информативно ги дават одговорите и знаењето, би имале можеби такви нови генерации. Има. Бројката на дечиња... Тоа е уделот на образовниот систем кој што... Бројката на деца кои што се запишуваат во енергетичари не е голема, ама низ примери, еве, јас сум класен раководител, водам генерација по 4 години, еве, од минатата генерација, до еден работат на струката. Тоа е убаво да се слуша. До еден. И тоа ми е многу јако и споделуваат проблеми од пракса, состојби каде се наоѓаат и јас станувам горда на тоа. Да. Професорка, ви благодарам за вашето учество во овие подкасти и да се видиме повторно, имаме широка тема која што е и актуелна. Да. Ја благодарам на просторот што ми го дадовте. Веројатно ова ќе биде поширока публика што ќе слушне некои работи на начин, кажам, велам, народен начин пренесен и се надевам дека ќе доближам до повеќе луѓе и тоа е нашата цел. Просветлување, просветни работници по просветлување. Тоа ни беше и темата. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.